Почитувани гледачи, добро вечер, вие сте на фреквенција на телевизија 24, следува емисијата 24 анализа. Вечерашната емисија ја посветуваме на Иран, на блискоисточните случувања и се околу тоа. Гости во студиото се господата Раби Седрак, директор на Институтот за меѓународни стратегиски и безбедносни студии. Седрак, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Никола Србов, историчар, и Ердем Ахмет, новинар од редакцијата на турски јазик на македонската телевизија. Благодарам што сте вие вечерва заедно со нас. Седрак, четврти ден од конфликтот американско-израелскиот напад врз Иран, веќе информациите и агенциите од теренот јавуваат за информации кои што вика нема безбедносна точка веќе на Блискиот Исток. Вечерва слушаме последни информации што можевме да ги собереме пред почеток на емисијата е дека Иран нападнал и дека веќе имало експлозии во Доха, Дубај и Абу Даби. Дали очекувате брза разврска, дали во едни вакви услови може да се очекува брза разврска на конфликтот? За жал не, затоа што ова е целтата од страната на Иран. Иран им одговара највеќе да се повлече ова повеќе и повеќе да се повлекува во подолго време. Од страната на САД они би сакале ова да го завршат со најбрзо рок што можат. Заради многу технички војни причини и заради целиот напад и планот за операцијата беше со преко море и преко воздух напади, не беше планирано за копнена инвазија и ова што одговара највеќе на Иран затоа што они го имат терен. И сега во ова на англиски се вика Иран има предностата на го викаат endurance, а од страната на Америка ова може да ја повлече во многу загуби, многу долго време, како во случај на Афганистан, на Ирак во минатото, и они не сакат тоа, и затоа има обиди да се повлекуваат и другите арапските земји во Блиски Исток да влезат во овој конфликт, за да може да земат од теретот што го има САД и да биде cost effective, да биде поевтино, да кошта исто на американците, затоа што моментално, особено во периодот кога има и изборите на midterms во САД, особено кога има случајот со Пентагон и Конгресот во однос на информирањето, кога Трамп како информира и кога информираше дека ќе почна со нападот во Блиски Исток, ќе има многу голем притисок од страната на САД. И затоа ќе гледаме од страна на Америка што сакат да завршат тоа брзо, ама иранците ќе се трудат максимално да трае ова и подолго. И да бидат инволвирани што повеќе земји од регионот, така? Дефинитивно, затоа што прво Америка влезеше во таа операција, тука има еден пропуст разузнавачки, затоа што целата ова војна, се што се случи во тие изминатите 4 дена, 5 дена, повеќе е Израел отколку е САД. Значи, Америка влезе почна инвазијата или почна операцијата затоа што дознале дека Израел како и да е ќе мора да го почнува на овој ден што е паѓа на 10-тиот ден на Рамадан месец. Заради историски причини, заради војната на Јом Кипур, кога се случува и во 1973 беше 10-тиот ден на Рамадан и одговара исто на празник, значи, го слават. Значи, да, затоа што цело време Израел ги врзува сите настани со библиски настани и со настани од минатото. И сметате дека сега во конфликтот е вовлечени се Соединетите Американски држави од страна на Израел, бидејќи Израел вака или така, барем така сега гласат денешните информации, нели? Да, дефинитивно. Од Атлантикот, дека Израел ќе почне ли вака и така војна, независно дали САД ќе партиципира во тоа. А Израел има повеќе информации кога стана збор за Иран и за регионот, отколку САД ја има. САД може да има информација од сите арапски земји, каде има бази, каде има соработка, ама Иран нема ништо американско што проаѓа таму. И многу тешко да имат и на терен екипа што може да собере информации, ама израелците ја имат таа. Да кажеме дека големиот дел од информациите Израел го има, не Америка.
А Израел и сакаше... Рековте пропуст на разузнавачките служби на американските? Да, американските служби. Затоа што они се организирале или планирале дека ова ќе трае максимум 2 недели. Ама очигледно дека ова може да трае, сега што се случи вчера, може да трае година дена. Така да, кога влегле во таков вид на опрема, во таков вид на организација, како ви кажав, преку воздух, преку морнарица, не преку самата армија, ова е, сега не би кажал дека голема грешка, ама исто видот и на ракетите што они ги имат користено. И сега знаете, и сигурно сте го читали и гледачите го имат гледано тоа, дека една ракета што ја пукат дали американци, дали израелците, дали и арапските земји, кошта најмалку $200,000, таа најефтината, а ракетата што иранците ја пуштат, тоа што беше во првиот бран на нападот, ти се ракети од $20,000-30,000. И целтата тука да ја црпуваат сите капацитети на air defenses, на воздушната одбрана, па после ќе влезат сега во новиот бран, што е да кажеме балистички ракети и другите софистицирани ракети што може да далеко попрецизни од тие што они ги користеле лани во војната на 12 дена. Така. Ердем, ти ја долго време го следиш Блискиот Исток, ги следиш случувањата во Турција. Вчера турскиот претседател Ердоган вели ова мора да заврши, да се изгасне овој оган, дури не почне да се проширува. Меѓутоа, како ти личат тебе состојбите во тоа блискоисточно буре барут кој што секогаш тлее, ама сега еве се запали? Веќе подолго време гледаме, ова не е почнато од сега, гледаме дека имаме од Газа можеме да почнеме, ако сакате и многу порано. Случувањата со Иран се и Израел, ова нетрпеливост не трае сега, гледаме дека 40 години Нетањаху го збори истото, значи дека Иран е проблемот и така натака, и го сонува ова да го реши како еднаш за секогаш како проблем. Претходно знам дека голем проблем беше Ирак, па ако го реши Ирак и дека тоа ќе биде крај на сите проблеми на Ирако, па после тоа Иран. Сега сите во регионот се прашуваат кој е следниот, па после читаме во како се кава во медиуми израелски Ерусалим Пост, читаме и гледаме изјави на политичари дека па слушајте, Иран не е толку голем проблем, всушност Турција е голем проблем и така натака. Ме сегате и кој што може да загрози. Затоа можеме да прочитаме дека Турција е следната, нели? Па не, ама така почна приказната. Значи приказната е премногу долга за да видиме наивни дека се случува случај. Мислам, Иран е, не знам, непријател затоа што не знам имало Исламска република. Значи Иран е голема земја, големината е слична на Турција. Ајде да збориме малку и за турско-иранските односи. Турција со Иран се нема завојувано околу 103 години, 203 години. Значи последната битка во Мигувако е 1823 година. Значи имаат една од најстабилните граници меѓу себе. Бидејќи се во еднаква големина и во еднаква сила, и бидејќи границата е фактички во планинскиот предел и баш е она географски најдобро што може да се отцрта. Значи фактички никој не изгубил ништо таму во тој дел. Се смета една од најбезбедните граници. Најтешко проводни граници. Да, не е само заради тоа, тоа и заради тоа што например се свесни на двете страни дека имаат слична сила. Да. Значи би се истошили, инаку се големи како се соперници. Во Сирија беа со прокси се тепа, Хезболак беше од Иран, Турција имаше своји прокси преку, како се каже, на армија на слободна Сирија и плюс накнадно видовме дека имало и други сојузници така натака со последната влада на Сирија. Така да, ако гледате ситуацијата со Иран, не е нова, прашањето е со, како се каже, прашањето е во Израел. Целата приказна е на Израел. Израел во регионот сака се прикаже како најголема сила кој што и секој што може да ја загрози дека би имала проблем со неј. И таму настанува проблемот. Првата жртва, ако се сеќавате, беше и Египет со Насер.
и бидејќи огромна земја, меѓутоа веќе со тој договор со како се вели, договор со постигнат после 73 година, фактички со паѓањето на НАСР се реши про Кемп Девид. На Кемп Девид, да. Се реши проблемот со Египет, кој е огромна земја. И тоа сега се постави прашањето за пред тоа беше Ирак, кој што да бидеме реални не е од тој капацитет, и сега е Иран, кој што е 90-92 милиона жители, Турција 87, релативно стара цивилизација, мотна, организирана и така натака, из историјата прошло низ многу предизвици, цивилизација, од кој што сите зимале или давале, Израел се има среќано со персиците и се испреплетува низ историјата, они се историчари, нема да влегувам во детали. Повеќе така да, сакам да кажам дека проблемот е Израел. Треба да се најде некоја формула Израел постои, значи никој не може да каже дека нема да постои или вако постои како границите. Сега се поставува прашањето, ама има право да постои. Правото на постојање се постои. Тоа го отвора постојање. После тоа вика вели дека регионот не го признаа Израел. Добро, во кои граници го признае? Околу Израел се е окупирано. Ме сакате што сега да ви кажам, Либан е еден дел, Сирија е еден дел и така натака, Палестина, палестинските територии окупирани и така натака. Мора да се најде некоја формула како Израел да се вклопи во тој регион, ама да не биде експозиционистички во однос на регионот. Нормално, тоа ќе се најде решение проблемот. Дека Иран го нападна Израел преку Хезболах, нели, и Хамас во 2023 чинам октомври некаде. Така, не е почина тој датум, почна далеку пред тоа. Добро, така сигурно дека е почната историјата не е почната така. Да, еве за историјата повеќе Србов вечерва ќе ни каже од каде датираат, од кога датираат конфликтите на Блискиот Исток. Србов со оглед на фактот што едно време ние паметиме и читаме нели сведоштва, историски записи дека Иран и Израел стоеле многу добро низ годините, да речеме во 70-тите години, па дури после и 80-тите години, па дури од 90-тите наваму некако Израел врти грб, да речеме, на Иран, па се врзува повеќе за арапскиот свет, условно речено. Вака, кога збориме за Иран и за Израел, таму не станува збор за некој древно непријателство или историско непријателство, туку напротив, тоа биле прво станува збор, како што кажа и моите соговорници, за едни од најстарите народи, мислам, на планетава, со најголеми традиции. Иранците денеска се наследници на персиците. Тие се наследници на големата персиска империја и тука се согласни сите историчари од целиот свет. Мислам, нема дилеми околу таа, имаат преголема традиција и историски евреите, да ги кажеме, или Израел со иранците немале никогаш конфликти, немале судири, дури имале многу блиска соработа. Клучната година 1979 година, кога шахот во Иран паѓа, се воспоставува исламската држава која трае до ден денешен, а до 1979 година има екстремно блиска соработка помеѓу Иран и Израел, која се подразбира економска, технолошка, па дури воена соработка има помеѓу тие две држави и помош една на друга. Откако паѓа шахот, се воспоставува исламската држава, Израел е прогласена за нелегитимна држава. И тука започнуваат сите судири помеѓу овие две држави. Всушност, почетокот на судирот е тоа што кога се менува власта, се менува режимот во Иран, токму Иран го прогласува Израел за нелегитимна држава и ја пресекува таа соработка, како што кажавте, која со текот на годините потоа се развива во воен конфликт. Клучното е тука што Иран, тие се до сега не биле во директна војна, освен да ги исклучиме ова што беше летоска нападите и ова сега што се случува, тие воде еден вид на студена војна, како што беше за време на студената војна помеѓу Западот и Истокот, тоест водеа војна преку прокси организации. Како што спомна и моите соговорници, Хезболак, Хамас, Хутите, тие се сите финансирани и организирани од страна на Иран. И тоа не се крие, Иран тоа го кажува јасно и гласно, јавно, дека тие се нивни организации. Сега, после толкав период на водење на прокси војна, на студена војна помеѓу тие две држави, влегуваат во директен судир.
Сега, да ви дадам оценка за судирот, мислам дека претходници пред мене што кажа, многу убаво кажа, Соединетите американски држави, јас ценам дека играа на таа карта, дека ќе успеат да изиграат некакво сценарио налик на она во Венецуела, но не толку едноставно, малце покомплицирано, но да биде кратко, да биде симнат режимот, но тука станува збор за Иран, која е најголема држава на Блискиот Исток и најмоќната држава. Тука е иземам Турција, бидејќи Турција повеќе не спаѓа класично во блискоисточна земја, наоѓаат, наидуваат на најмоќната држава и, како што кажа соговорникот, можеби станува збор за недоволно или погрешни информации, можеби станува збор за погрешна проценка, не е возможно таму да влезе војска да згазне на иранска територија, копнена војска. Се ќе се сведува очигледно на воздушни напади, очекувајќи дека народот кој протестираше ќе превземе власта во државата. Но очигледно, веќе четврти ден, не знаеме како ќе се развива понатаму, не оди по планот како што сметале дека ќе се развива тоа прашање од страна на сојузниците. Така. Седрак, кога дојде Трамп на вториот мандат како председател, тој во говорот пред нацијата кажа дека не планира војно да интервенира во, како го рече, неколку вековното блискоисточно мочуриште, таму нема да се влезе, нема да се ова. Што ја смени таа мисла на Трамп на почетокот на мандатот и сега речи се на половина од мандатот? Дали придонесли овие пак повторно да се вратам на тие погрешни разузнавачки информации или има нешто повеќе? Прво ќе одговорам, ама ќе се вратам после да коментирам на нешто што професорот го кажа. И сега, кога гледавте настаните во Газа, кога се случи, колку жртви имаше? 60.000, 65.000, 70.000. Ниту една држава во свет не успеа да го сопре тоа. Зошто? И сега, Израел поседува информации. Поседува информации против секој светски лидер, секој лидер на секоја држава во свет, на секој председател на собрание, на секој министер, на секој на сите ниво. Се користат тие информации како левредж, како уцена или како еден вид на уцена. Нема друг збор. И тука ќе треба да тој лик што они го оценуваат или што они имат левредж против него, да ја играта како они што сакат. И можам исто да кажам во Америка, значи убедите, значи колку пати Израел се убеди да се шпионира на Америка. Далеко поголемо отколку американците пробали да шпионират на Израел. Тие убеди ги има секој ден, на секој ниво, дури на ниво и на подароци, кога пуштат некој подарок од Израел, има нешто за да соберат информации. Така функционира држава. На создавањето на Израел, тој делот што сакав да се врати. Америка не сакала, немала никаква намера да почна никаков вид ни војна, ни инвазија, никаков вид на операција. Но мораше, значи беше влечена во овој конфликт овој пат. Овој го кажав и го изјавив многу пати во прошлата недела. Знам дека не звучи толку заради Израел они влегле, ама тоа е факт, затоа што е баба јагата или баба рогата на Америка е Иран. Но Израел се осеќа заканата од постоењето на Иран. И тука сакам да се вратам малце назад по историјата. За создавањето на Израел, за создавањето во време кога Сайкс-Пикот тогаш ја деле земјите во Блиски Исток. Израел беше создадена, тоа пред време на Балфор на говорот. Беше создадена со согласност на Турција и на принцот на Ал-Хиджаз, тогаш што беше Саудиска Арабија на времето. Значи не беше нешто што дојдова со сила и ја земале. Беше со аминот и на Турција и на денешната Саудиска Арабија. Од другата страна, Отоманската империја на време имаат создадено еден закон, тој закон за легализацијата на земјите. Што оној што ја работи во земјата може да стана собственик на ова земја. Тогаш селаните што работеле таму немале доволно пари. И дојдоа многу богати луѓе, голем дел од нив се православни, од Сирија, и ја имат купено овие земји, и после ја имат продадено овие земји на британската влада. И британската влада имат продадено на евреите. Колкава е бројката во проценте?
Не, 16%. Значи, другата е украдена. другата е land swap. Јас не бранам Не, ова. зборот ме е многу мал дел, бидејќи истражував, многу е мал број, мислам дека или 13%. Многу мал дел од земја, другата е украдена, ова е моја земја. Да. Сега што сакам, не зборам за територија на држава, туку зборам на човек да му ја украдеш земјата. Точно. Стигнаме во момент, јас сакам да стигнам до Процентот моментот беше 11, дека беше 16. 50%, и ако беше крадена и се, стигнаме во момент каде имаше територија да се создаде израелска држава, имаше територија да се создаде Палестина како држава. И во овој момент земјите што требале да поддржат Палестина во 1948, кога почна војна, нели, сите арапските земји, сите тие војски, сите нивна опрема, беше целата под Англија. Се случи за нив вид од изневерување од страната на дали за опремата што ја користиле, дали ецетера, да не навлегувам во тој датум точно. Сакав да кажам, беше со сила беше тоа направено и беше некако изневерени тоа и во времето на Абдул Насер после тоа кога пробаше да се инволвира исто во војната во Јемен заради панарабизмот и така натаму. Во тој момент Иран беше шахот на Иран, биле сојузници со Америка и така натаму. Иран беше столбот на Западот во тој дел од светот. Да. Мислам, најголемиот соработник. Се додека дојде сега спротивникот на Израел што ја води целата приказна на верска основа. Значи, војната денес што ја имаме е по меѓу некои митологии, некои легенди што ја има во Стариот Завет, против некои други исто легенди и митови, што значи, е повеќе вера отколку е било што друго. Извини, сакав Ако малку историјатно е за генезата нели на проблем. Ја не би од толку до религија, знам дека ги врзуваат многу за религијски ваков, претпоставам заради структурата на населението и така натака, нели се дава мистика на тоа. Понекогаш често пати кога ги нарекуваат нели едни групи како фанатици или така натака, ми изгледа понекогаш нели кога каже Господ ми ја обеќа земјата, фактички ти доаѓа ситуација дека некој радикал го обвинува на другиот радикал дека е радикал. Ме сега што сам да ви кажам, тука се управа меѓутоа у суштина се работи за економски интереси, политички интереси. Секогаш сум знаел во историјата да читам дека и дури крстоносните војни не биле за Затоа се обиделе години да копат за да најдат било што може да дава некаков вид од легитимитет на нивното меѓусебно војување. Тоа за тоа станува збор. Да, ако сите тргнеме дека Господ нешто ни обеќал, не, сакам да кажам дека тие приказни верски или митолошки како што ги посочи, тие повеќе служат како повод за да се трне во војна која на крај цел има финанси, имате една одрена сатанизација на Западот, особено на што се вика, како се вика христијано-јудеист, значи христијанско-еврејска некоја цивилизација се нарекува нешто ново после Хитлер, нели, кога ја направи целата таа грешка, па одеднаш стана заедничка цивилизација. Свеќате, иако немаше големи примери на антисемитизам во исламскиот свет и во Османската империја, одеднаш они станаа многу пријатели со евреите и така натака. Дури да додам, извини, дека во тој момент Египет беше шиитска држава, Иран беше сунитска држава. Зорам 100 години назад. И се случи ова трансформација. Сакав да кажам дека не е нешто што историски дека е вистинска причина за што да прават. Дека ама го користат само за оправдување економски и финансиски цели. Така, како што кажав, не е тој историски конфликт помеѓу овие два народа. Да, ма знаеш што нервира во целата ситуација, нервира наративот. Например, слушате го вако џихадисти, например. Прото избор не постои. Второ, например, џихад зборот е арапски збор кој значи страгава, како се вика, да се трудиш, борба, да се трудиш нешто да постигнеш и така натаму. Значи, воопшто како збор и кога го употребиш тој збор, леле џихадиста, арапски збор е за џихад, нема друг збор, нема замена за тој збор. Труден е, ќе речеш џихад на некој, се трудам нешто правам. И за ако не си почнал џихад со мене војна и така натаму. Второ, има многу голема разлика во толкувањето на џихад во различни, кај на пример најмеката ги гледам џихадисти се шиитите. Кај шиитите најмеката толкување, дури не постои во таа форма. Они со Кербала го врзуваат каде што Хусеин е нивниот значаен светец, поако тоа е внук на, син на Али, исто така му доаѓа внук нели од на пророкот. И најмалку се, они па например џихадисти може да ги
цело време излегува од устата на Трамп. Они имаат врска со џихад. Мислам, приказната за вако е цело време некој отпор да се даде Добро, се користат некои наративи кои што нели малку што велите тоа е не верно, например, тоа ме со оправдан нервира. војната се користи. Господ ми ја даде, ми ја обеќа земјата, одеднаш например радикали се луѓето кои што например викаат абе каков Господ. Си требал да ја купиш, не си ја купил, си дал малку пари. Ај купи ја малку па да се договориме, па да направиме муабет како поштен човек и така натаму. Не е прашањето на освојување, прашањето на протерување на населението и крадењето на нивната земја. Дефинитивно, затоа што и во последните, од кога се случи Француската револуција, од кога почна со дефиницијата што е тероризмот, што до ден денеска нема две институции што се согласуваат на точната дефиниција на тероризам, не се случи ниту еден шиитски атентат. Најмајкото толку е на џихадот е кај шиите. Ама имаме и сега. Кај селефите е најсилното. Јас сум сунит например по вако, ние имаме малку по вако, ние сме посмалиски. Јас сум ханефе. Ханефи школата. Сите си знаеме како ни е толкуваем. Значи ги знаеме вако и однаш некој ти држи доаѓа таму во Трамп, например, му текнува збори џихадистите. Еве затоа нели Трамп вика повикот на џихад е потврда дека Иран ја инволвира религијата во целиот свет. Евроџихадисти има така да. Не, ама зборот е искривен, не постои џихад и муџаите другиот збор, например. Тоа што го вика муџахедин. Значи не може да биде џихадист, може да биде муџахедин. Ме сакате што сака да вика, зборот е, не можете да измислувате нов јазик, тоа е да почне да се запркава за Трамп е се, значи не е само Трамп, медиумите се криви. Наративот не е измислен од Трамп, тоа почна од 11 септември. Одненаш, например, ме сакате што тој настан го претворија во кампања во кој што се претвори, например, се сеќам за приказната за фундаментализам. Ние бевме во млади деца кога се збореше иранскиот фундаментализам 79-та година со вако. После читаш, например, првиот фундаментализам е кај евангелистите. Ме сеќате што ви кажам, овие моментално што го поддржуваат Израел. Значи, евангелистите, ционисти што се во Америка се првите фундаменталисти. И однаш, например, знам целата југословенска пропаганда беше анти-Хомеини, се сеќа, ако си некоја генерација постарја, се сеќам, беше фундаментализам. Сега, например, читат, например, тој фундаментализам бил малку задосет фундаментализам, фактички кај христијанството се уште постои. Так. Да, ама прашањето на крај, Израел е модерна држава, јака држава, и ги наметнува правилата, исто како САД што прави, исто како сите силните држави што прави. Сакав, извините, и тој... Не, ако зборуваме и за повеќе сојузи се формираат таму на Блискиот Исток, прилично прагматични, нели, во своето, нели, компарирање ни со други врз непринципиелни основи и тоа. Колку тоа може на некој начин да помогне да не трае многу долго цел овој конфликт. За жал ќе трае долго. Целтата на овој конфликт јас сум ја кажал и пред 2 години, и во медиумите, и во анализите што сме направени. Целтата и на таа војна е сите тоа. Е сместувањето на палестинскиот народ. Да излезе од што остана околу во Израел, што е делот на западниот брег, Газа и источниот дел на Јерусалим. Да биде се трага по територија за палестинскиот. Ова е причината и на војната во Газа, ова е причината на ова што се случува денес, ова е причината и на наредната војна што ќе се случи и за може 4 или 5 месеци. Иселувањето на палестинците да ги стават во Сина и во Египет. Тоа беше предлогот. За да може, и тоа е историски. Значи предлогот излезе кога Трамп пред да дојде во Синај, инаку во Синај треба они да дојдат. Да. А сега они имат кој е спроти тоа, кој е против тоа? Египет нема да дозволува такво нешто. Од другата страна има една огромна релација помеѓу Саудиска Арабија и Пакистан, врзана со нуклеарната сила на Пакистан, што не ни е тема за денес, а исто Египет и Турција, што долги години они се спротивуваат едно на друго за различни работи, како изненадување потпишале пакт заедно пред неколку месеци. И тука оската што може да ја гледаме е Турција, Египет, Саудиска Арабија и Пакистан, каде е 80% од тоа и заради бизнес, финансиски и економски тоа, и за делот што е ќе ви кажам тезата малце. Не, ќе те слушам, баш ме интересира конфликтот со Израел, кога секогаш кога стоеше Израел, она имаше 2 фронта, источниот фронт и западниот фронт. Насочува над 70% од ресурсите, од разузнавачките ресурси, одбрана ресурси, сите ресурси незин, кон Иран.
останатото кон Турција и кон Египет, затоа што они представуваат вид од закана против нив. Као што реков. Денеска, по заминувањето на режимот во Иран и поставувањето на папет држава или на било каков вид на држава, што е Нема да се случи тоа. воред. Тоа разликата. Кога правиме анализа мора да гледа сите опции. Јас сум ни со тој, ни со тој. Не сум со тоа, нема да се случи. Гледаме ова. Ако се промени режимот во Иран, и ќе дојде еден режим што е прозапад, Израел тогаш ќе се насочува целата нивната ресурси кон Турција и кон Египет. И затоа не одговара за Турција и за Египет и за Саудиска Арабија да има промена на режимот во Иран. Тука ќе се согласим. Бар таму ќе. Да. Овој така. Најавивте можен конфликт за 4-5 месеци. Да, дефинитивно. Каде би се случил, меѓу кои и со кого? Против кого? И сега, по да кажам, има дел врзано со Библијата, има дел врзано со бизнисот. Наративот што се продаде е верски наратив, да се прошири Израел, да има поголемо влијание политички и економски во регионот и да стане полицаецот на регионот. Значи да бидат они најсилни, од кога сите ќе бидат сите про-запад. А во овој дел има Либан. Либан на времето, и сега ќе го потврди сигурно професорот, кој беше Мутасарифет на времето на Отоманската империја, каде живееле само маронити и друзи во овој дел, и имале еден лидер или еден гувернер што беше поставен од западните сили таму. Денеска гледаме дека со проширувањето на Сирија, што стана како проширувањето на Сирија ќе земе дел од северот на Либан, Израел веќе почна копнена инвазија на јужниот дел од Либан и ќе останат на крај, само да кажам дека ќе се врата тоа на времето на 1900, 1905-1906 и тука ќе има судирот со Турција. Така да Значи се очекува сепак некој конфликт во кој што ќе биде и Турција. Индикаторот дека војната почна беше мобилизацијата што се случи во Турција прошлата недела, тоа ни беше индикатор дека нешто ќе се случи. Турција нема да влезе во овој конфликт, ама Турција ќе влезе од после, ако падна режимот, за да не стигна хаосот до нивната граница. Да си превенира напад пред да се случи. И кон Европа, Турција ќе биде брана, улога на брана како и за повеќе теми меѓу. Има многу исти, значи вако, мене ми изгледа дека имаме Јас морам пауза за реклами да најавам, реклами па продолжуваме. Продолжуваме со емисијата Почитувани, практично дебатата не престана и за време на паузата. Ердем колега, еве што мислите вие, можно ли е таква разврска и со такво продолжение на овој конфликт што сега го гледаме во моментот што се случува и за 4 месеци како што спомена господинот Седрак? Значи не е спорно, дури мислам дека имаме сличен поглед на вако, затоа што реков кој е следен после ако падне Иран кој е следен. Значи тука и дали е Турција ја го постави. Но вие не верувате дека Иран ќе падне? Да, мојата теза е дека вага како што мислам и да падне режимот. Прашањето е гледам денеска изјавата може да дое полош. Значи нема да дое кукла. Мојата теза е дека вакви цивилизации не трпат кукли. Значи тоа се случи со Мосаде и се случи со Шахот. Не врвеше и првиот пат како што треба. Значи они имаат добар стандард. Например, тие во Турција еден од кога доаѓа со огромен стандард, најдобри потрошувачи беа. Значи ги памтам годините кога беше Шахот, беше одличен стандардот. Например, во тој дел, тоа беше катастрофална диктатура на како се вика на марионета, на вазал на Америка, кој што на пример луѓето не го чувствува како себе, вика ој не ни служи нас, ој ни служи на некој друг. Овие беа ностоп затварани, луѓето за намало критика на таа положба и така натаму. Тоа го вида иранците и затоа се случи 79-та година, не се случи заради што знам. Второ, во 79-та година кога имаше одлука на Западот да го поддржат Хомеини да дојде на власт наместо комунистите. Втората сила што беше во Иран тогаш беа комунистите. Комунистите тогаш има идеја да се приклучат кон Советскиот сојуз. И онака еден дел од Азербејџан тогаш беше освоен, и таа идеја нивна им беше ајде да влеземе во Советскиот сојуз. Америка никако не го сакаше тоа. Фактички не да кажам дека они го поставија, они си го изодеа сопствениот пат, нели, ама да знаеме дека човекот дојде од Париз. Не дојде од како се вика од муслиманска земја, човекот беше од Париз пратен Хомеини да си ја заврши сопствената работа дома.
Затоа што другата опасност беше комунистите да дојдат на власт и да ги поврзат со Советскиот сојуз, што не им се допаѓаше, бидејќи соседството беа со бас режими, например Ирак, Сирија, како се вика, сите беа бас режими, вако, арапски социализам. Не сеќате, верскиот дел постои, не се атеисти, не се марксисти, меѓутоа постои една социјална држава која што не им се допаѓаше на американците. Така таа идеја дека ќе се постави папет некоја, таа нема да врви. Воопшто во таква цивилизацијска држава нема да врви. А ќе дојде, може да дојде, има желба кај младите ги гледам, оние протести на вако, има желба за демократизација на земјата. И тоа е правилно, тоа е правилен пристап. Меѓутоа тие што ќе дојдат, тие нема да бидат љубители на Израел и на Америка, тие ќе бидат љубители на сопствената држава и на сопствената култура. Тука не се согласувам со вас, затоа што во ова сега гледаме во Европа, која не е папет држава, извините. Како? Која не е папет председател или премиер или држава. Значи, видите вака, единствена суверена држава во целиот континент е Франција. Друго нема. Денеска видовме дека Шпанија, кога одбиле користот на тоа, ќе видиме последиците како ќе бидат за нив. Трговијата ми ја пресекува. Посебно тоа искочи дека трговијата суверена, ние Англија не е. Англија не може да пука еден куршум без Америка. Франција може. Да. И сега, ова делот на Иран, што сакав јас да коментирам, во право сте, културата и тоа и јас ја познавам таму. Но проблемот дека, ако се одворат границите во овој момент, или пред недела дена, или пред месец дена, дали народот таму ќе стои во држава и ќе ли си оди од државата? Народот одеше, имаат огромна емиграција. Јасно, ама мислам дека нема да остане никој. Значи, они се 50 години без не без SWIFT, ама сакав да кажам, со санкции, со репресија од страна на Запад. Така. Во првиот момент кога се одвори сите тоа што може да излезат, они нема да се враќаат. Не сакат да се враќаат. Ја мислам дека не познате. Еве, колку религијата е силна во Иран, малку и на Србов, нели, кога анимираме да го ставиме во ова. Бидејќи една од причините која што Трамп, нели, американското инволвирање во конфликт беше баш тоа рушење, нели, на исламскиот режим таму. Јас како што кажав и претходно, религијата мислам дека повеќе се користи како оправдување или како наратив или како вординг кога се влегуваат во овие војни. Иначе реално религијата нема некоја знаете, еднакво збориме за некакви религиски фанатични групации кои делуваат врз основ на нивните убедувања или можеби се радикализирале врз основ на некакви религиски учења. Кога станува збор за вакви сериозни големи држави како што е Иран, религијата повеќе се користи како изговор за или така вординг да се влезе во некоја војна. Инаку, како што кажа и соговорниците, во Иран се шиити кои најмалку се од тој цел исламски свет, да кажеме, најмалку биле некогаш радикализирани или тежнееле кон таква радикализација или напади кон. Но дали низ годините не се изродиле, да речеме, не се регрутирале нови порадикални структури? Видете, од друга страна, порадикални структури. Секогаш имало, видете, од друга страна го имате истиот тој Иран кој го финансираше Хамас, ППП, кои се ултра радикални. Истиот тој Иран го финансира Хезбола, кои исто се ултра, но самата држава не тука како што кажа, има голема улога тоа што беа долги години се под санкции. Нив премиер им загина во хеликоптерска несреќа, го обвинеа Западот, зашто поради санкциите немале резервни делови од каде да купат за хеликоптер. Тоа беше барем официјално кажано во медиумите. И многу генерации се раѓани, живеени во, сега не би рекол беда, но во едни лоши услови, знаејќи како нивната држава порано била просперитетна и просперитетно живеела. И затоа сега, како што кажеме, овие нови млади луѓе кои излегуваат да протестираат, сакаат да се врати тоа време, кога државата била просперитетна, кога била врзана со... И сметате дека овие нови тенденции на демократизација дека би ги програбиле... Не, дали ќе биде успешно не знаеме, не можеме да знаеме, само најголемиот проблем е таму ако се остави Иран да навлезе во хаос како што беше случајот, не знам, во Либија, државите од Северна Африка, каде што беа симнати режимите и потоа беа останати разни народи, племиња да го делат делот од пленот од државата и влегува една тотална анархија. Се надам само дека нема нешто такво со Иран да се случи,
туку дека не знам ќе се разреши на некаков поефикасен начин тој цел конфликт, а не верувам дека Израел туку така ќе отстапи од ова. Да, иранците се борбен народ, но на крајот од денот треба да ја гледаме реалноста, кои со колкави ресурси располага. Треба да го трнеме на страна нашите емоции, кој за кого е, бидејќи ние во Македонија нема за кого да сме таму, така ние сме далеко од тоа случување, но кога реално ќе се погледнат ресурсите кои со што располага, јас мислам дека многу е јасно на каде воено на каде натежнува вагата. Нема, не е тоа проблем, например да се погледне, не војува Иран со Америка во соседството, значи Америка е тука и овдека Америка дошла со 2 носачи на авиони против огромна држава од 92 милиона. Со 2 носача, во кој што има по 5000 луѓе, 10 и во друг вакот, ме секате. Има ограничен број на томахавки и ограничен број на пресретнувачи на ракети. Затоа што не можете да донесете, немате база. Нели, нема кај да се симијат авиони. Тоа што со 2 носачи, смешно е. Тоа можеш да претиш со еден дури носач на авиони на Македонија, на Ирак, на така. Тоа можеш да претиш на 92 водачот им го ликвидира за 7 часа токму таа. Тоа е среќа за тој народ кај што на пример водачот им умира затоа што не ќе да се крие и рекол 90 милиона, ја ги гледав изјавата, луѓето му понудиле да се крие, рекол ја не се кријам. Ако можете 90 милиони да ги скриете, јас ќе се скријам со нив. Ама ако не сакате да, ако ја нема се крие, отишол дома, воопшто не безбедна куќа. Влегол и умрел човекот, има 80 и кусур. Замислете го овие другите лидери, например, колку умреа. Зашто не го даде син му Трамп да војува? Јас сум сигурен дека овие си ги даваат децата. Самите лидери умираат и воопшто не е проблем, државата функционира. Кај нив нема никаков проблем. Не сакам да кажам колку таа војска била успешна за 7 часа, успела целиот државен врв да им го ликвидира. Така да не е за подценување, тоа сакам да ви кажам. Тоа е лошата работа што овие мислат, воопшто не разбираат источната култура. Овие мислат дека на пример лидерот е незаменлив. Кај нив не е никаков проблем, сите сме ние смртни. Така е, да се појави некој макарем Ширази, да. Одма функционира државата. Насер Ширази. Дека се појавил некој нов лидер што би може би Хамнеи да го замени како него. Ако остане повикува вика на фатва што може би нели тоа. Да, ама ако остане жив до утре са бајне, така да. Под услов да остане жив точно. Видите како ова е така. Ајде да видиме малку Европа, Соединетите Американски држави денеска. Не, ако нема врска, зборуваме сите, дебатираме, денеска беше генералниот секретар на НАТО во Македонија. Мислите случајно одбран термин или така се поклопи со целата ова акција? НАТО не знае кога ќе се случи нападот, така да тоа беше планирано од така, посетата, да. Посетата негова и сега требаше и порано тоа да биде. Што најмалку ние сме земја членка на НАТО, каде треба да дојде да биде состојбата на држава каква е, состојбата на одбрана каква е, на нашите бази, што биле сега сите реновирани, спремни да се подигне нивото на подготвеноста на држава, што тоа постојано треба да биде направено. И мислам, сега треба да бидеме прагматични кога ние сме член на НАТО, ние не сме член на Европска унија. Што сме член на НАТО, значи ние имаме обврски кон НАТО, без разлика дали се согласуваме со НАТО или не се согласуваме со НАТО. И тука имаме обврски кон нив, тие обврски. Членството не значи само бенефиции, претпоставува и обврски се разбира. Да. Пораката беше во НАТО никој не е сам, ќе ве браниме и вас. НАТО нема да дозволи безбедносен вакуум на Балканот. Со тие пораки да, и сега да кажам дека окей, тоа нешто како протоколарно треба да се случи, само не треба да го гледаме од сензуален, да кажеме, аспект, треба да го гледаме сензационалистички, да не му се пристапува на ова. Веќе најавена посета која случајно се погоди баш сега кога ескалира. Но гледаме дека има разноразни пишувања по социјалните мрежи, дека ете тоа е сега следна мета. НАТО не било кревката југоисточна Европа, земјите од југоисточна Европа, дека овде се сега дојдени за, не знам, да се користи Македонија. По социјалните мрежи зборувам, нели, се креира добро креатори на јавно мислење, да. Можеме да почитаме се и се што по факт дека НАТО не е вклучен во таа акција. Да, и тоа е. Нема никаква причина зашто да се користи било што се освен ако не доаѓа Трамп, председателот, и прашува тука дали можам јас да користам вашот аеродром, тоа е друго.
Ама како НАТО нема никаква врска сега со конфликтот и ќе видиме како. Еве, Европа е прилично поделена. Франција и Германија денеска излегоа со поддршка и со дел од оружје на Кипар, нели, стационира. Велика Британија исто така по нападите од Иран, нели, врз британската амбасада и Велика Британија, реков, врз британската војна база таму. Шпанија рече дека нема да дозволи ни еден свој ресурс да отстапи на Соединетите Американски држави. Вели ова е судир без поддршка на Обединетите нации, без основа во меѓународното право. Па следеше, нели, реакција од Трамп, кој што рече дека сака веднаш да ги прекине односите со Шпанија. Како ова ќе се одрази во иднината на соработката на Соединетите Американски држави со Европа? Од мене. Да. Па, ја Добро, и Седрак, и било кој, мислам, да. Да, во суштина, ајде да се вратиме со самата посета, НАТО не беше вклучена и второ немаше зашто да биде вклучена. Затоа што, например, Израел не е членка на НАТО. Значи, тука да биде на чисто. Американците не ги информираа, не отиде преку НАТО структури, исто така никој не е обврзан. Едно време се нечка британците, па нешто ги употребија собствените овие како си авиони за од кај се понди нафта, доека летаат овие авиони и помагаат на израелските воени авиони со таа базата таму за да од време на време кога се бомбардирани како си аеродромите во Израел за да може да се стационираат во базите во Кипар за да преспијат, за да не бидат удрени, затоа што се скапи на 100 милиона за еден авион од F-35. И таа беше некоја вако, затоа е Кипар нападнат. Кипар не е членка на НАТО, затоа отиде работата на друг начин, значи имаме некоја солидарност со Кипар од страна на Грција, колку и Грција има точно и така натака доаѓаат да ја помогнат на свој партнер, како се вели Франција има распореди војска на Кипар веќе Грција. Грција во таа смисла не е членка на НАТО, значи НАТО нема таму обврска за ама доби закани од Иран кога ги прогласија дека Ама не е членка на НАТО, ме сеќате нема обврска, не го член од 5 таму да се помогне, на пример, логиката при напад на една земја дека сите членка на Европската унија, а не членка на НАТО, сакам таа дистинкција да направам затоа што е многу важна, затоа што затоа многу рад удри прати порака фактички како се вика Иран. Иран многу рад прати за вако, ама другите земји ги заобиколи, можеше Турција да удри. Ме сака што сака да вика, не кеше НАТО членка да удри, отиде специфично удри земја која што не е членка на ЕУ, не е на НАТО. Значи, таа ми е играта, затоа што не може да се активира членот 5, кој што не е само поврзан со Америка, значи тогаш се обврзани сите земји да помогнат. И Македонија е обврзана ако има потреба. Ама колку тоа не е порака и до Европа. Таа е поентата, значи има поента во позад, значи вака ланецот на снабдувањето на се, не само на нафта и на тоа. Тоа е загрозен многу по случувањето случај во Омус. Во тој момент кога се случи вакво нешто, секоја држава што прави извоз на нафта или на природен газ, како Катар, како Египет, како Саудиска Арабија, одма ќе ја затвара чешмата. Одма ќе се загрози тоа. И они што прават? Тоа го користат, затоа што сега Европа од каде ќе добива? Значи, Кина главно добива од Венецуела, добива од Русија, добива од Иран. Денеска беше од Иран, нели, Иран и Венецуела. Сега остана само за Кина, Русија. Европа од каде земе? Европа земе делот од природниот газ, зема од Катар, зема од Алжир или Алжир и почна да зема од Египет од октомври. Зема природен газ од Египет. Овие е liquefied gas, втечен газ, со повеќе волумен, значи со поголеми количини, затоа што го компактираме. И денеска по затварањето на по затварањето на Катар и на Египет, прават притисок кон Европа за да Европа да се интервенира, да се сопре тоа. Значи, инволвирањето на овие држави од страната на Иран и со целта да се ствара некаков вид на притисок на цените на нафтени деривати на тоа во Европа, за да може Европа да влезе барем да сопре овој настан што се случи во Блиски Исток. Се случува со некаква причина.
И затоа мислам дека тоа е едно. И второ, ова што сакав да коментирам кога вие зборувате за убиството од горе надоле. Кога оди лидерот, тоа е тактика, се користи и во антитероризам дури. Значи кога имаш на глава некој што е појак, го трнеш во првиот ден, како што професорот кажа, и вториот тиер, третиот тиер, се намалува не само, знам дека ќе дојде некој ќе го замени, ама тој што ќе дојде ќе го замени. Нема круг на пријатели колку што има првиот. Нема круг на финансирање на пари колку што имаше првиот. Нема авторитет толку. И се намалува и авторитетот, и финансирањето, и силата, и се, и после на крај паѓа автоматски. Тоа само како брз коментар. Тоа било идеја во тие кругови, ама ја кога што видов, воопшто немаше никаков ефект, многу брзо реагира. Например, после таков силен напад и убиството на човекот, бидејќи они знае каде и само го бараат телото за да добијат потврда дека им требаше време да го најдат телото, затоа што беше моторни антени, одма реагира за саат време. Држава Зашто реагира? Не разбирам. Напада одма. Ама ме сакате што еве ја гледам, сакам ја потврдам, например, погледнете. Овие знае, например, мене ми е интересна, ја гледам дебатата како се одвива. Овие знае дека ќе се случи. Имало цело сценарий. Значи, буквално се следи одреден сценарij кој што ова што се случува со нападот, ова не е сега измислено, па ова е утепан и така. Одма автоматски, не знам дали приметевте дека се нормално се одвива кај нив. Се си иде според устава, очекувано било. Човекот, например, воопшто одбивал да иде. Затоа што 50 години они се подготвуваат за борба против Израел. Па тоа сакам да кажам дека нема никаков проблем. И са, например, ударението на, сакав да кажам за нафта и за така натаму. Прашањето на притисокот спрема од сојузниците, затоа викамо на Кина, нели, ќе има проблеми. Кина колку толку има сопствени резерви. Второ, има добро снабдување од како се вика, од Русија. И фалат околу 40-50% и фалат вако. Ги набавува голема мера, има алтернатива. Казахстан и Бразил, и второ таа Ghost, како се вика, флота ја користи во голема мера, дури почна во задне време се зборува дека има финансиери кои праќаат празни танкери као лажњаци за американците да пловат, да ги ловат тие, како се вика таа флота, ја викаат Ghost, сенична флота, во кој што се тргува со нафта кој што е од санкционираните земји. Тоа се Венецуела, Русија и како се вика Иран. Така да, например, има најголемиот проблем околу нафтата, како што кажам, сосема во право. На крај може да се, од сега ако гледаме целата слика голема која видиме, можеме да заклучиме дека всушност целата војна е како да се пресече сите енергенци кои пристигнуваат до Кина. 70% од нафтата од Иран заминуваше токму за Кина. Претходно Кина се обиде од Венецуела да црпи нафта, падна Венецуела. Сега го дираат вториот извор, тоа е Иран. Од друга страна дека Соединетите американски држави се борат за, нели, постојат такви теории за црпење на нафта. Мислам дека САД веќе доволно произведува нафта самата за себе, па дури за многу повеќе. Поготово сега како веќе Венецуела ја има во, нели, да не речам во своји раце, но како свој сојузник, откаде што ќе може да купува нафта. Со самото тоа што и Иран е доколку заврши така како што сакаат американците да заврши, тоа ќе биде огромен удар токму за Кина, бидејќи ќе кубури со енергенци. Точно. А кои се другите кои имаат недостаток на нафта? Европа, Јапонија, Кореја. Европа е веќе мртов континент сега. Не сакам да ја објаснам нешто. Второ, например, бидејќи сум економист, да тргнам со таа логика. Која ќе биде цената на нафтата? Еве до сега $100 за барел сега. Ќе доживееме огромни шокови на Добро, како се вика, производство, например, ќе купат по таа цена кинезите и на легален пазар, нема никаков проблем, имаат девизи. И исто така нивните снабдувачи, без разлика што е Америка производител, цената и во Америка ќе биде 110, затоа што тој ќе ќари некој петрол, што е собственик на петролска компанија, на нафтена компанија, тој ќе ќари $110. Меѓутоа потрошувачот во Америка ќе ја плати цената од $110, ме секате што е на светски пазар. Тоа ќе влијае инфлаторно и на Америка. И овој ќе ја плати, не е никаков проблем, и онака има дефлација. Таа приказна е, гледам дека земја која што иде во зелена вако и се помалку зависи од нафта. А Америка кој вика drill baby drill цело време, ме сеќате, и само зависи од нафта.
и ќе мора најголемиот дел од потрошувачите да даваат од сопствениот џеб за нафта во Кина, најголемиот дел ќе користат батерии или електрични автомобили, мен не ми изгледа дека ќе биде толку голем удар за Кина колку што за Америка, Европа, Јапонија и Јужна Кореја. Таа ми е тезата, затоа што, например, мислам дека се играат со еден наратив на пропаганда. Пропагандата е следно, например, Кина можеме да ја наштетиме, не може Америка да ја наштети на Кина без да се наштети на себе. Таа е логиката. Тоа го види прошлиот пат, кога се обиде со царините. Се обиде да му наштети, овој му врати со ретките минерали, они видоа дека не може да ја наштети затоа што е 30 кусур производството светско е во Кина. Тоа го знаете. Затоа што ако има и наштетите добри на амерички... Кина и штетите на себе. Тоа беше слично и со Америка долго време. Штетата во Америка, најмала криза во Америка беше светска криза, се сеќавате? Рековте се дека Европа е мртов континент во поглед на овие игри околу енергенсите. Што може да се случи, што очекувате? Вчера во Велика Британија гасот за 95% во еден ден вели порасна цената. Видите, ради неспособни европски лидери што водела ова нет зиро, се вика политика на нет зиро, за намалувањето на емисиите, за резултатот на тоа, они направила самоубиство во индустријата, затоа што Европа беше символ на индустрија. Германија беше индустрија. И таа индустријата, заради намалување на емисиите, они не ја намали, они ги преселија во Кина. И сега, целиот производство одел во Кина. На време кога предупредувавме, тоа беше пред време на COVID и во време на COVID, пред да се случи пандемија на такво ниво, да не се затварат нуклеарните реактори во Европа за енергија, ќе создаде тоа енергетска криза. Ама не, терале по таа агендата на нет зиро. Резултатот на ова денес, сите фабрики во Европа се затварат, цената на енергијата во Европа е луда, уште ја купуваат енергијата од Русија, ама преку фирми од Индија и од Дубај, и резултатот на тоа, бизнисите во Европа не може да опстојат. И што прават овие бизниси? Или одат во земји каде може да преживеат, Кина, како фабрики, како вакви, други видови бизниси одат во САД. И со демографските промени, значи има миграциите што се случат во Европа, со сите овие работи, со премногу регулативи, премногу регулации, премногу контроли, Европа тука се спрема за знае дека нема да има веќе народ. Знае дека народот што ќе дојде во Европа ќе бидат сите мигранти доаѓаат од цел свет. Поставуваат некој видна систем, слеп систем, што може да оди. Така да, значи, уште ќе станува поскап, ќе има голем проблем и до 12 февруар, кога сконтале на ваква грешка, и рекува дека they will pull the handbrake, ќе ја дигат рачката, за да ја намалуваат регулациите, да го ослободуваат малце пазарот, затоа што тоа ќе почнува да го прават. Ние тука во Македонија, ние во Балкан и во Македонија гушиме ние од овие работи. И затоа сконтале сега се надеваме дека ќе се направи пред да се случи поголема штета. Така. Пред крај сме на мисијата и сакам да го искоментираме и овој дел што албанските медиуми како вест ја лиферуваа дека Иран најавил можен напад врз кампот на муџахедините во Албанија поради близината регионот и тоа. Вика Организацијата на народните муџахедини на Иран сместена во база Ашраф 3 во Албанија. През службата на Корпусот на Исламската револуционерна гарда објави на Телеграм дека потенцијалните действија наводно се однесуваат на објект за кој Техеран смета дека е поврзан со непријателски активности, утврден комплекс во селото Мензе во близина на Тирана, дом на околу 3000 членови на Народната муџахединска организација на Иран. Позната инаку Албанија ги отвори вратите 2013 година и она стационирана таму. Таму се сместени и тие се едни од најжестоките непријатели на иранскиот режим и затоа Иран ја гледа Албанија како еден од најголемите непријатели, токму поради тоа што ги има отворено вратите за таа група. Зашто ги отворила? Веќе 6 пред 13 години, па добро, и да се приближи со Израел, значи има Да, сакам да кажам зашто ги отворила, не дека Албанија воспоставија со Израел многу поблиски Албанија и со Израел многу блиски односи воспоставија. И тоа е пакетот на целото, значи западните земји како год да свртите, како што каже Европа навистина се уништи со таа зелена енергија, тој свич се случи токму во пред короната, а не многу ескалираше да кажам за време на короната,
но сега гледаме дека повторно ги палат нуклеарките, барем тоа се најавува, дека повторно ќе ги палат термоелектраните, дека веќе ќе ја трнат настрана таа зелена енергија, бидејќи таа цела приказна убаво звучи, но на крајот до 30 до 50 не носи никаков бенефит, туку напротив, носи измама беше, измама. Најголема измама затоа што емисиите уште исти како се, затоа што се селиле од Европа до Кина. Исто е. Да. Иста планета живееме. Точно. Улогата на Русија во целиот конфликт и со тоа завршуваме. Кој конфликт? Да, блискоисточниот. Види, една страна После што има осуда нели од Путин и толку не како на шала малце сега Русија и Кина се седат се гледат што ќе се случи, како ќе биде. Инаку во една анализа од нашите институти излезе како него светскиот поред се поремети поредок пред неколку месеци, дури не сега, и фактот на тоа ние со излегувањето на новата национална стратегија на САД како ќе биде во наредните 10 години, гледаме тука дека Америка ќе се грижи само за западната хемисфера, иако сега игра во источниот дел, ќе има Кина од другата страна и Америка ќе поддржува Израел да биде он полицајсот на светот во Африка и во Блиски Исток, и Кина ќе помогне Русија она да биде полицајсот во Европа. Така да тоа што ние го очекуваме сега приближување, тоа почна да се случи по посетите на европските лидери од Мерц до Урсула до сите да одат во Индија со Кина, со Русија и со се. Не, Русија уште не, да почнат да отворат моабити, затоа што стана збор тука за преживувањето. Ако не Европа не постави релација веднаш со Русија, ние за 2 недели или 3 недели ќе имаме голем проблем со енергијата во Европа. Точно. И така да, улогата на Русија уште ја нема, затоа ви реков, она седи се гледа и чека се. Затоа што Русија знае, моментално не знае како да игра, бидејќи и најголемите стратези во Америка, Бжежински, Кисинџер, тоа познато го имаат кажано дека она што најмногу може да помогне на Америка е всушност да ја одлепи, тоеш никогаш да не дозволи да Русија се доближи до Кина. Таа позната мисла. Нема они никогаш да се спојат до некоја мера да бидат као некои братски народи, но доволно да биде одлепено од Кина, бидејќи на крајот од денот Русија спаѓа во западната цивилизација. Русите се народ кој спаѓа во, иако државата им навлегува европски народ. Русите се европски народ, тие ја практикуваат европската култура и воопшто не им е блиска источната култура како што се, не знам, Кина и земјите од Азија. Така да таа стратегија на Америка е се уште жива. Дали ќе успеат да ја направат, да спроведат на дело, тука алудираше на средбата помеѓу Трамп и Путин, можеби, не знаеме, сега само нагаѓаме. Но со самото тоа што, окей, кога се случи Венецуела, премолчаа русите, рековме, па премолчаа бидејќи е во нивни двор, но сега веќе премолчуваат и кога се случува во Иран. Да. Тога веќе можеме премногу тишина, премногу случајности за да биде. Брат, кога си во војна, на пример, нема ни толку ресурси, зафатени се со Украина, така да, на пример, сосема е јасно дека Русија не може да игра, и таа беше идејата и со самата војна, тамо идејата на Бајден своевремено да ја вовлече во војна кој што ќе трае долго, беше таа идеја да не може да се бави со други работи и со други региони. Затоа изгуби на крај во Сирија. Да, ама падот на Иран отвора врата кон падот на Москва. Да, ама ја идам со тезата дека, например, дека нема да падне Иран, затоа што голем број на луѓе не ја сваќаат приказната со Иран. Не може, не е паднат. Ја да ви кажам нешто, ќе паднат други нема да падне Иран. Затоа што падна веќе. Што падна? Веќе се е ликвидирано. Што? Власта е ликвидирана. Држава е тоа, не е започнато. Тоа е цивилизација постоела 5000 години. Цивилизација, држава е политички субјект. Кој политички субјект? Ама не зависат од Трамп, Ма не зависи од Трамп, ама ја го гледав тој Витков, како вика не капитулира тој. Овие немаат представа со кого имаат право. Ја да ви кажам. Затоа што они би капитулирале, знаете, он е бизнисмен, ако некој му запрети, он ќе капитулираме. Сакате што сакам да ви кажам? Ќе видиме, еве останавте на тие поставени позиции, па ќе организираме нова емисија, ќе видиме како ќе се развијат работите на теренот. Нема да падне, нема шанса. Ќе видиме како ги се треба да имаат пријатели, кои им се пријателите. Имаат пријатели кои се потенцијално ги нападнаа. Да ви кажам, значи ги нападнаа и потенцијалните пријатели сите од заливот ги нападнаа. Не е заобиколена коза. Например, тоа беше слично со Афганистан. Зашто не падна Афганистан, знаете? Зашто не падна? Ама сега ако мислите вие на такво не паѓа никој Афганистан више не постои. Ама дефиницијата на пад
различна помеѓу јас што го кажувам, ви што кажувате. Тоа е- Ви за вас ако Авганистан Не не мислиме падна, да биде спришан тоа- Иран од тоа- планетата. Ја да ви кажам нешто, како да ви кажам нешто, во вакви услови какви што се, например, Завршуваме веќе, ајде, фала кажете, Богу да. што не се марионета, да. Благодарам Што вам, им Карачи. честитам. Така, благодарност до сите гости и учесници во вечерашната дебата. Имаме отворени прашања и нормално повод за повторно поканување и учество во емисијата. Благодарност уште еднаш и до нашите почитувани гледачи. Довидување.